денес Срце на дланка пристигна во Чешиново, кај мајка и син, кои што живеат сами во многу нехумани услови. За штетата да биде уште поголема, ги сафаќа поплава. Се уште е мокро. Им требаме, потребни сме. Здраво, Ката. Здраво. Јас сум Криси, драго ми е. Ката Ефремова, Чешиново. Како сте? Добро да речем. Така. Поплавата. Ова е вашиот дом. Да. Дали ќе може да ме прошетате да видиме во какви услови вие живеете? Може, ајде. Овдека ли ве поплави? Да, овде. Затоа и се ставени... Да, ставена тоа на... Си сушили ова или се уште е мокро? Мокро уште. Вода те додека имало до тука. Те до тука е вода имало, ја го ја. Имаше многу вода. Тегова се е испукано, се е онедено. Тука, онamo ми тече, исто, горе. Тоа е се од згоре од кермидите, таму тече. Тоа е. Тука сега Тука не седите. Не седиме, не. Тука не седиме ништо. Се. Фрижидеро исто па го качи на палетичка. Беше пун вода, па добро е што работе, за секој случај. Него. Овдека имате уште една собичка, да, така? Да, собичка имам. Исто и оваа, исто теа вода. До тука исто вода било те. Тука зимница што си чувам, унедувам. Ово е сето више, почнало више да паѓа до унедува. Зидовите се распукнати, ја згоре. Таму почнало да тече, исто. Тоа е. Убави се Да. скали, така? Скалите, тегите скалите, со дрва. Од 20 се качуваме нагоре, се по полецка се качуваме, да не паднеме во овие треба. Тегото е распукнато е целото. Ево ја. Ова е се што тече од горе вода и плюс од поплавата. Да, доле од поплавата. Не си ме најде. Не се облачите вие. Tego е тука исто, ја го ја. Сето се распаѓа, ја го ја. Тегото е. Ова само малку се да го мрзнам, целото ќе падне надоле. Сето, исто и тоа. Пази, не се ударате само. Ката? Која е оваа соба сега? Оваа соба, спием ја и синот тука двајцата. У една собичка, ја и она више паѓа, тече, унедува. Овие кревети ми ги, тие што беше поплавата ги фрлиме, поплавиме. Овие ми ги даде една комшика што се вика, што работам кај неа, она ми ги даде за помош. Керката телевизорот ми даде, шпоретот даде ми исто една комшика, за да можеме да се грееме. Овие ви се двете Да, тие се керкички двете поголеми. керки, едната поголемата, едната помаленката. Така. И она више целата. Најпотребно. Распукната е целата. Прво нешто греди и керамиди, Да, кров. кермидите, крово прво да го сменеме, после тоа што можеме другото тоа. Така. Што има во оваа соба? Таа соба се живо и диво има. Тука се расфрлиме, се онедеме и она више паѓа ја е целата. Сета е распадната, тука е со таска. Целата ја е паѓа и она. Тоест, пред 90 години е превена оваа куќа. Секора што се вика превен. Тоа е. Тука ставам се што земам, не дам, се ставам тука. Така. Ке може ли да ми покажете уште надвор да видиме што има? Ево е тука терасичката. Ова е Ова е водата? кофата, водата што донасам од пумпата за садови За да садови мијам. за мијање? Да, ова се бањаме. Ова е коритото каде Да, што се бањате. да, Ова корито го ставаш во соба, Да. носиш вода и се бањаш. Да, греам вода и се бањам таму. Тоа е, ова горе тега те виш почнува се да паѓа, да тече, донедува, тоа е. Во редката. Тоа е.
Во дом каде што ѕидовите одамна ја изгубиле бојата на надежта, каде што студот е постојан гостин, а тишината зборува погласно од секој крик, мајка и син, двајца луѓе, една судбина, без тоалет, без вода, без основни услови за живот. Секој ден започнува со истата борба. Како да се преживее уште еден ден кога немаш ни за она што за другите е нешто најобично. Мајка која со солзи во очите се обидува да биде силна и син кој прерано научил што значи лишување. Немаат што да побараат за себе, освен шанса. Не бараат луксус. Не бараат богатство. Бараат достоинство. Бараат место каде што ќе може да измијат раце со чиста вода, каде што нема да се срамат од условите во кои живеат, каде што детството нема да биде болка, а мајчинството постојан страв. Добар ден, Ката. Која сте вие и зошто срцето го ставате на дланка? Јас сум Ката Ефремова од село Чешинова општина. Срам ме многу, ама немам што да правам, многу ми е лоша состојбата. Имаше поплава. Не дојдеа никој од поплавата да ми помогнат ништо. Куќата теа стара е. Горе имам 2 собички, доле 2. У едната седеме со сино, Славче. Имам 2 ќерки, тие се мажени. Кога се случи поплавата? Поплавата се случи на 26-11. Ви поплави внатре, така? Да, 2 соби. И дворо, нива, се е поплавено. Се уште, како што влегов, се уште Мокро е, да. мокро е и се уште се суши. Суши се, да, влажно е. Седеме горе со сино у една собичка, заедно спиеме, се заедно. Имам нешто изфрлено, уништено, онедено. Ова не е приказна за сиромаштија. Ова е приказна за храброст, за љубов која обстојува и кога се друго исчезнува. Денес, во срце на дланка, ја отвораме вратата на еден дом без услови, но со срце полно надеж. Дали заедно можеме да им помогнеме да започнат нов живот, бидејќи понекогаш едно подадено срце е доволно за нечи цел свет да се промени. Таа поминала низ тешка операција. Ја чека уште една. А болеста повторно се враќа. Циста на црниот дроб. Страв кој не идава мир ни дење, ни ноќе. Но таа не зборува за болката, не моли за себе, таа бара само едно. Може ли да ми ја кажеш твојата животна приказна? Мојата животна приказна, јас се оженен на 18 години. Јас сум од Балван, тука се омажи. Живееме добро со сопругу. Едната ќерка се ожени, мала ми се ожени, втората на 20 години и 2 се ожени. Збираме по некој динарче, правиме свадба, како сите. После тоа разболе се ја, имаше внучиња, по внучињата натаму деца ти дојдат онова воа, мораш да ја дадеш по нешто. Ја работеше. После тоа сопругу ко А со што се разболевте? Од што се разболевте? Од циста. Циста прави се на црниот дроб. У Скопје ме правија операција. Дома ќерката ме гледа, кај неја седе, повиши тука. Она ме бања, она ме прасе, големата ќерка, се она. Сино и он ми нешто помага, и он ми унидуваше. Колку ви треба средства за да... Колкав буџет ви отиде тогаш? Дали знаете? Па не знам баш колку. Меѓутоа, она што вие го сместивте, што го собравте и што Да. сакавте да си направите, отиде. Отиде свадба први на дето, како сите. После тоа, како се разболеа по доктори пари, по 3000-4 давам за лекове. Ден денеска се уште Да, имате до ден денеска ги лекови? пијам. Да, и се треба па да одам. Друга па истата операција па ми е. Појавено ми е па циста на црниот дроб. Повторно имате Повторно, истата да. циста. И повторно ќе правите операција. Па ќе правам па истата операција, ми кажа. Тоа е што друго да кажам, Ми више. споминавте претходно пред да се уклучат камерите дека за време на вашата операција сте морале да земете и кредит. Да, кредит Што се земува. случува со тој кредит сега, Кредитот- дали е вратен? Кредитот още не е вратен. Кредитот го зема повише заради сопругот беше многу болен. Прето он се разболе. Води го на доктор Усистина. Таму ми зема многу пари. Па дојде си. Од што се разболе вашиот сопруг? Имаше висок притисок и шеќер има. Тоа рече спрема короната беше, после тоа почина. Никој не ми помогна ништо. Само ја и сино. Со закоп, износи, се сам ја и он.
пееме со синот, никој ништо немаше, не ми помогна. Нешто малку детства ми дадеа, како да износи погреби, се тоа си беше само, може се тргнала некој динарче, имаше. Остана ми кредитот, не може да си го платам и сега сум на извршител. Саках кредит да вадам, да можам куќите да си направам, не ми дават. Кога почина вашиот сопруг? Па пред 4 години. Пред 4 години. Дали тој работеше? Не, пензионер беше. Ја ја заследувам неговата пензија со 5000 динара овој ден у пензија на него. Он работеше у руднику Пробиштип. Там работеше. Сега колку ви е пензијата? Колку? Сега 17.000. 17.000. Да. Толку. Дали синчето што живее со вас работи? Работи, да. Во актива работе, са скоро почна пред 3 месеца како почна да работе. И он ми помага нешто. И он донесе дома пари, унедува за јадење, исхрана. И он те збираме по некој начин да си купиме дрва за зимото. Дали имате Тоа. средства за операцијата која што следи? Не, оти сам пензионер, не ми многу узимат пари, ама лековите ми се многу скапи. Дали ќе ви додадат плюс некои лекови за тоа што се Сигурно. прават? Може. Оти сега повторно втора циста ми се појави, те више 2 години кога сам правена операција. Скоро оди на доктор, кажаа ми дека е појавена, ќе ми треба да ми звонат и да ми кажат кога ќе треба па да идам на операција да се прави. А додека се прави првата операција се дето. Они беа керката, што утркање таа, она ме се гледаше, се ме бањаше, се ме переше, се она. Што се случува по операцијата? Бидејќи ми кажувате, ќерката ве капела, Не ве можеше да средувала. стануваше. Не Колку можеше да време ви стануваше. е таа пост Па, околу месец оперување? ден, месец дена, 2, само беше на супа и на 3 месеца. Беше само на супа и на кисело млеко. Значи сега Ништо. повторно Сега ќе мора истото да па го истото, преживувате. па истото Немате да го никаква сила да станете, Не, да немам, не, ништо немаше. Се дето она се керката, кај неа седе побише, сека неа беше 3-4 месеца, она ме се чува, се ме гледа, дето дојде и оно, тамо, што требе, донеси ми ја лишта, она ме пере, она ме бањаше, се она. Сега истото па ме чека ситуација, истото па е ситуација. колку ви е страф од сето тоа? Како е речел Господ, така. Што да правам? Ако е речел да преживам, ќе преживам, ако е речел да умирам, ќе умрам. Јас на првата операција ми беше многу страх. Питува ги децата, докторот рече, мораш да се правиш подитно, од таа можеш си да пукне, ker можеш да стасаш ни до болница. Таде ми после термин тамо за толку за 20 дена. Како иде у Скопје, кажа што е работа, после за 20 дена ми се јавил дека баш на 7 октомври ми прави операција, баш на Петков. Тогава ми прави операција. А со што водите до Скопје? С такси. Колкав трошок ви е и тоа? 1500 динара. За навака и за натака? Да. Имате ли сега моментално средства за тоа? Сега моментално немам. Сега немам моментално средства, ништо. Да само кажам ти на пензичка, чат пат одам, работам, некој динар да искарам, што се вика, да земам. Човеците они ми помагат. Што работам, што не дувам. Знаат дека сум правена операција, не ми дават тешки работи да работам, да не дувам. Полеко ми дават да работам. Тражила сам и аванс од човеците. Од газдата сам тражила аванс, давал ми е, не ми е правил проблем. Затоа што знае дека ќе ги вратите и ќе ги изработите. Дека ќе заработам и Тоа значи дека сте честна жена. Да. Не ми се правили проблеми. Кога можам одам на работа, кога не можам, не одам, не ми прават проблем. Не ме унедува газдата. Газдата ми е добар. Тоа. Дали сега ќе ви отворат повторно врата керките за да седите таму во наредните неколку месеци од кога ќе направите операција? Не знам. Сака има и друго дете. На пате. Така, нека ја со среќа. Па они 4 се ќе бидат, па сега не знам. Може, не ме оставила на цидило до сега. Може да им отваря, може да рече, па и не. Не можем ништо да рече. А до сега се ми помагале. Зето ми е помагал, унедувал ми, тај што ми е укуманал. А колку ќе може керката да издржи и со вас, и со бебе, и плюс дечиња? Она си знае сирата. Она. Те оде она на работа. Каква ви е вас душата, срцето во такви моменти? Мене ме гре. Мене јас сум плакала кога сум била кај неа да ме бања, да ми гледа. Викам сам начекала керка да ме бања. Многу ми било тешко и лошо. Да чекам некој да ме бања.
Мамо, немаш да ти правиш, што ќе правиш, викам, мораш. Порано викам да съм умрела, откако вода што съм било на мене. Ама морам, што да правам? Нема кој. Ја го рака ме заболе, нога ме заболе, кај него, срам ме да речем на дето, на сино, најмачке, машко дете е. Кај него заедно спием у една соба. Каква съм мајка ја да спием у една соба с него? Што вика, греме, срам ме, и срам ме и воше го кажувам. Ма нема што да правам, од мука си го кажувам. Од мака тражам помош, од друго ништо не ќе. Од мака го кажувам помош, тамо. Ма тоа е. Што да правам? Во дом каде што зидовите ја кријат болката, а тишината ја чува срамежливата мака, каде една соба е се и кујна, спална дневна и единственото место каде што има топлина, но и место каде што срамот боли повеќе од студот. Мајка, која со наведната глава признава дека и е срам да седи во иста соба со сопствениот син. Не од љубов, туку од условите во кои живеат. Кога ќе дојде време за капење, таа мора да го избрка детето од домот, да ја заклучи вратата, да се избања во корито во истата таа соба каде што го минуваат секојдневието. Без бања, без тоалет, без вода, а телото веќе преморено. Во моментот вас ви треба еден почеток нов. Да. Веројатно, за да се среди куќата, треба кровот да се среди, треба купатило да имате дома. Да. Бараме средства, материјали, за да можеме да ја средиме куќата и потоа да си почнете од почеток. Да, Со вашите од почеток, плати, да. со вашата пензија и со насинот платата Да. ќе може да функционирате Да. понатаму. Да. Тоа ми треба. Не ми требат пари, не ми требат средства, кермиди, блокове, цимент, циглички. И сега, кој колку може, неќам пари, неќам ништо, само кој колку може средства да ми дадат, да ми помогнат, барем малку од малку да изградам ваа. Купателно немам, се бањаме у корито, барем Каде одите во тоалет? тоалето ми е надвор тоалето. Надвор. Дома немам, купатело немам. Кој колку може, барем донација со кермиди, блокове, цигли, Пред се материјали материјал. кои што може да Да. се искористат да искористам да можам да ја поправиме куќичката. ваа куќичката. Колку можам, тука ќе се влечем. Само Господ ми даде сила да можам да станам на нозе одма, да можам да си одам. Оно вода ми е донесало, правоме, бањавоме, што се вика. Вода дома немам. Исто, се вода носам тега од пумпата, носам вода, качувам нагоре, за садове да си измием, јадење, за бањање, се ми е тоа. Немате внатре Не, воопшто не, ништо вода. водовод? Не. Нема. Tego моторчето и моторчето од поплавот и оно ми е расипано и оно прегорело. Водата кога го поплавила и се нема. Те на пумпичката вода идам, носам, качувам нагоре, надоле, дома исто носам вода за садови да мијам. Немам вода општо дома. Никако. Се нагоре се качувам у кофа, качам вода, шишиња, да се избањаш. А нели не смеете да дигате тешко? Не смеам. Ја 5 килос не смеам да подигнам. Сино се он ми качува вода, он ми унидува. Што да правам? Пред да појде на работа, да пуни ми вода, качи ми горе, да измијам садове да онедам, јадење да направам, тоа е. Како се снаоѓате зимно време? Имате тоалет надвор? Надвор, да, се надвор одам. И А лето, каде и зима, се топлите струја? Вода, се извинувам. вода пием од Кадевер. Позади куќите од Кадевер взимаме вода за пиење. Ваа не се пие вода, од Кадевер взимаме вода. Таму пием. Напунам шишиња, вода. А за бањање За бањање од тука. од тука и како ја греете На вода? шпоре. На шпорето. Запалам оѓено, греем у таа соба. И ако се бањам, јас сино ќе искочам, или сино ако се бања, ја искочам надвор, седам, или отидам до комшиите, дека се избањам, дека се онеде. И тоа е. Јас човек барам на купателци да имам да ми направат толку. И водичка да имам дома да му несат. Некам друго ништо. Средства само да имам. Пари не ми требат, само средства ми требат. Материјали ви Материјал ми треба. Цимент, цигли, блокове, кермиди, греди, да можам малку да ја средам ваа со куќичка. Ја ја почнала целта, ја на тек ми горе стоја ќе падне. Материјали, неколку ѕида, цевки за вода, мал тоалет. Услови за живот, достоинство. Дом каде што нема да мора да го избрка сопствениот син за да може да биде мајка и жена без срам. Ја слушаме исповедта на мајка која не бара сочувство, туку шанса. Шанса да ја поправи куќата, да внесе водовод, да направи тоалет, да создаде дом, а не само покрив над глава.
затоа што никој не треба да се срами што се бори да преживее. Што се случува со инсталацијата, бидејќи на неколку пати вода, дали има, не дај Боже... Одма моментално исклучуваме струјата. Од кога не ви е проверена струјата? Дали е добра? Па маш ми беше пред 4 години. Пред 4 години ставаме нов кабел. Тога и беа тука многу низо кабело ми го беа ставиле, па човеците некој ноќта у 2 сата беа го бутнале кабело, дори куќите ќе ми ја запалеа. Ко стануваме се баре струја, нема кој на нашите го стропотили, што оно кабело ми го скинал, па одиме купуваме си нов кабел, викаме електричари, ставање струја, багини пари тога и зема, што ни го ставија кабело, струја што се купиме. Струјата ми е добра. Дојде ја кажаа за поплавата, морате сместо да исклучите струјата. 2 дена беше без струја, немаше струја, на свекичка седеме, доле е вода, нема дека да илија и водата, се беше во пуно вода, до колена вода, учи измило мене. Колку ви е тешко што чекате од своите деца? Многу ми е тешко. Имајќи јас за ја да чекам од друг, тоа е многу тешко. Многу ми децата викат мамо, бабо ја не доаѓам, вика, гледај каква ти куќите, вика. Мокро, гадно, вика. Не можам вика да ги дојдам, вика. Срам ги да дојдат децата, го поплават. Стоја на патот, дека вода, до колена сам вода имала у собите. 2 соби пуни ми беа вода. Се сам изфрлил, се уништено. Имаше супер помошна маса, тоа се ми изфрлено. Каучи имаше и тоа го фрли. Те писоните тегите и не ги изфрли. 2 испра. Тоа е. Има 26 години. Години во кои многу мина градат со ништа, а тој учи како да преживее. Стои пред камерата, голем, возрасен човек, а солзата што му се лизга по лицето е иста како солзата на мало дете што прерано научило што значи немоќ. Не плаче за себе, плаче за тоа што нема како да ја помогне на мајка си, момче кое нема бања во својот дом, кое оди кај другарите само за да може да се избања како човек, кое се враќа назад во куќа каде што нема вода, нема тоалет, но има одговорност поголема од неговите години. Здраво, Славча. Здраво. Како си? Добро. Колку години имаш, Славча? 26 години. Мајка ти ми кажа дека работиш? Да, Каде работи сам во актива во Штип. Што работиш? Сечам железна машина. Оператор на машина. Оператор на машина, Да. тоа е фина работа. Да, фина. Одлично. Славче, што се случува со вашиот живот? Многу лошо, те поплави ни фаќаат. Памтам од кај мал дека ме поплавува, се куќата ни поплавува. Многу лошо. Што сега ви е потребно? Сега ни е потребно едно копатило, кој колку може да помогне. Пред да се вклучат камерите, ми спомена дека имаш другари кои што многу ти помагаат, кои што ти ги отвараат вратите постојано и постојано дури ми е. често одиш и да се бањаш кај нив. Да, точно така. Многу одам кај нив. Поштуваат ме, има многу вредни другари што може да додат да помагат се. Така. И ми кажа дека вие заедно, доколку имате материјали, можете да ја средите куќата. Точно, само да се среди, да се купат материјали, они ќе дојдат ќе помагаат. Има многу вредни другари, пак ќе кажам и ќе гледаме да помогнем. Ќе гледат да помогнат се. Така, колку тие ти помагаат? Се ми помагаат. За се. Колку ти е непријатно кога ќе отидеш кај нив и да речеш дека Многу. треба да се избањаш? Многу. Многу ми е непријатно. Да се молиш. Оно не ми е проблем, секој пат ми е вратата отворена кај нив. Ама тоа е. Живот. Не ми требаат пари, вели. Дајте ми материјали. Цемент, цевки, неколку плочки, со сопствени раце ќе ја среди куќата. Ке копа, ке носи, ке гради. Затоа што силата ја има, само условите му недостасуваат. Што ќе се случи кога ќе ви ја средат куќата и кога ќе имаш нели, пари на страна? Како ќе им вратиш Многу. на твоите другари? Секи ги враќа. Секи ги враќа. Јас и сега одам кај нив помагам. Они доаѓаат помагат. Тоа е. Што најпрво ти е потребно дома? Еве да средиме куќата, копатило да направиме. Копатилото мене е битно. Колку ти е тешко кога ќе се бањаш во корито, во својата соба, кај што спиеш, кај што јадеш? Многу ми е тешко. Не може да го опишам.
А зимно време кога одиш надвор во тоалет, што се случува тогаш, Славче? Чисто лошо. Се нервираш. Кај да одиш по тоалет. Како Мора ќе да си го издржим. така? Како ќе си го промениш животот? Многу добро ќе се променам. Многу ќе бидам среќен. Ќе направам нешто во животот. Како планираш тоа да го направиш? Какви планови ти се вртат низ глава? Па еве те да работиме колку можеме да тргаме настрана, да купуваме те јас материјали, еве другарите колку можат ќе помогнат, барем нешто да направим. Да има да седам во една соба, јас, мајка ми, Посакуваш да си имаш дом со убави услови, нели? да, Дали тоа ти е желба од тоа ми е детството? желба, да. Најпрвата желба ми е тоа. Првата желба ми е тоа да го направам. Да си го средам стабилното прашање. После другото. Ти си вредно момче. Точно. Тебе ти треба само еден почеток. Само еден почеток да кренам од негде и после многу подобро ќе биде. Ќе се трудам колку можам, се ќе работам, само да биде добро. Ова е момче кое знае што значи срам, што значи да немаш каде да се избањаш, што значи да гледаш како мајка ти тивко страда, а ти да не можеш ништо да направиш. И токму затоа ветува дека кога ќе застане на нозе, дека кога ќе добие шанса, кога ќе го среди домот, ќе им помага на сите. На секој што се бори, на секој што плаче во тишина, затоа што тој точно знае колку е тешко да се живее вака. Од кога хуманите граѓани ќе ти помогнат и ќе застанеш на нозе, дали ти ќе бидеш тој кој што по наредните емисии ќе им помагаш на Ќе луѓето? помагам. Секој пат ќе бидам тука. И на срце на дланка ќе бидам и на другите колку треба да се ќе помагам. Колку можам, колку имам сила, се ќе помагам. Пошто знам дека еве не сум од нула од минус. И затоа знам дека ќе помогам. Затоа што знаеш колку е тешко да се живее вака. Точно. Многу е тешко. Ова момче нема ништо освен срце, волја и достоинство. И понекогаш токму таквите луѓе имаат најмногу што да дадат. Ти си добро момче, Славче, јас сум сигурна дека народот ќе ти помогне за да можеш, како што рече, ти си сега минус, Да, да дојдеш на една нула, за точно. да почнеш Најгоре дојдем. да си одиш скала по скала, полека и полека. Точно. Јас се надавам дека за многу кратко време тука ќе стигнат материјали, ќе се соберете со другарите, ќе направите Може. нешто Да, и наредно ќе навикнете да снимиме една поинаква, секој ќе биде поканети. поубава куќичка. Да, секој ќе биде поканети. Го ставате вашето срце на дланка, а Точно. граѓаните се тие кои што се тука да ви подадат Кој рака. како може ќе помогне. Денес не ви покажавме бројки, не ви покажавме статистика. Денес ви покажавме живот. Мајка и син кои секој ден се борат без основни услови, без вода, без тоалет, без простор за достоинствен живот. Ви покажавме мајка која во тишина ја носи болката од болеста, од операциите што ја чекаат и од срамот што никој не би требало да го чувствува. И ви покажавме момче од 26 години кое плаче како дете, но зборува како човек што прерано пораснал. Значи, дали ви е потребно облека? Само ме таму облика не. Имаме нешто облика. Колку може горе качува спасива Храна? облика. Храна имам нешто. Колку можем имам. Значи, Взимам си храна. сега е најпотребно- Најбитното ми е средствата. Те тоа кермиди, цигли, блокове, цимент, песок, тоа ми е. Тоа ми треба. Греди, малку од малку дај среднава. Едно купателце да направам и вода да уведам дома. Тоа. Ми споменавте дека е малку пониска, Да, ниска ваа куќа ја правена 90-та година. Така? Уште мојо свекор. Да, мојот свекор он ја прави таа куќа. И е малку пониска и Ниска, влага нема и темел. од така. Нема темел ваа Тоа куќа. веројатно може, јас не знам, меѓутоа веројатно може да се реши
со Некој вика да го со- цементират околу наоколу, да се цементирало, да се дигнало малку толку така повисоко, за да не улава вода. И двор да се земја да се донесе, кој може да ми помогне земја да ми донесе, да го дигна местото. Од ја се поплават. Од таа водата ми улава од овие комши, од овие комши, кај мене целата вода тука кај мене е ниско. Така, се надевам дека ќе има хумани луѓе кои што Ега. ќе пратат материјали, Да. ќе пратат и парични средства за да може да се среди куќата и вие да си почнат од почеток. Бидејќи вие сте вредни луѓе, Да. и ти и твојот син работите, меѓутоа ви треба еден нов почеток за да можете од негде да почнете. Да. Тоа да почнеме од негде. Ката се надевам дека Јас се не давам кој што сега ќе кој подаде колку драк. може да ми помогне. Кој колку може. А пари неќе, само средства што може. Тоа е цимент, цигли, блокове, како и Тоа да, да и може. парите кои што Да. ќе се соберат ќе се да се купи вложат во самата да, куќа. самата куќа да може да малку да ја направи. Многу ми е срам. што Нема се зашто вика да во- ви е срам. Да го сраме пред сите народ ме е срам, ја што го правам ово. Ама морам, немам каде да идам. Затоа тражам помош. Тоа сум го дала срцето да може да ми помогнете. Колку што може да ми помогнете. На куќичката да се ја средам. Моја собичка спием со син, сраме со мојот син да спием заедно. Немам дека да спием. Гори таа соба, исто е падната ми таа, тавано ми е падната, оне ден ми у другата соба. Нивната желба е мала, но нивната мака е голема. Затоа денес бараме помош. Од вас, од сите што веруваат дека достоинството не е луксус, туку право. Секој материјал значи чекор поблиску до дом. Секоја подадена рака значи надеж. Секое срце шанса за нов почеток. Ката, нашите пријатели Храна и вино ви подаруваат еден пакет кој што ќе ви овозможи барам во наредните 2 недели да имате убави оброци, манџички, имате сол за сигурно 3 месеци, имате зачин, сигурно за 5-6 месеци. Се надевам дека ова ви е од голема помош во моментот. Благодарам многу Така за е? помоцта. Така е. Приметив дека немате електричен шпорат. Да, Затоа Flex Credit ви доделува 15.000 динари за да си купите електричен шпорат. Се надевам дека тоа ќе ви донесе малку радост во моментот и сега што останува на нашите хумани граѓанин кои што како може да помогнат со парични средства, со материјали за куќата, најпотребно нешто е греди и керамити, Да. за да се среди кровот, а потоа понатаму да собереме средства и за тоалет внатре да направиме, да го средиме подот и оваа куќа да заличи на убав и топол дом, со кој што вие го заслужувате, исто така и Славче го заслужува. Да ви благодарам многу што дојдете и што ме послушате. Се најубаво, се надевам дека Истина. нареден пат кога ќе дојдеме, оваа куќа ќе има многу поубава топлина тука. Да, ви благодарам многу на се. Да им помогнеме да не мораат повеќе да се срамат, да не мораат да молчат, да не мораат да живеат вака. Бидејќи денес тие бараат помош, а утре тие ќе бидат тие што ќе помагаат на другите. Од срце ви благодариме што сте со нас. Срце на дланка, затоа што заедно можеме да промениме нечи живот. Добар ден, ова е емисија Подаруваме. Ние, нашата екипа и Flex Credit, 15.000 динари доделува за бела техника. На кого? На семејството од Богданци. Здраво! Како сте ви? Добре. Добре дојдовте во Скопје. Добро ме Малку ве најдовме. намачивме, меѓутоа треба да Нема одбереме проблема. убава работа. Нема проблем. Спремни ли сме? Спремни. Повелате. Здраво! Здраво, здраво. Ајде, повелате, кажете ми прво дали размислувавте за нешто што ви е во моментот најпотребно. Да, Што е тоа? бойлер, прво смукалка. И Ајде да видиме дали ќе можеме да вклопиме се во 15.000 динари. Дали бойлерот ви е потребен за купатило? Да. Дали почнавме со градење Да. на купатило?
Тоа е многу убава работа. Браво. Да. Секоја ни чест заедно. Ајде да провериме какви бойлери има. Јас навистина не се разбирам, меѓутоа тука е Бажеп кој што може да ни објасни за бойлерите. Не знам ни колку се движат. Баже, здраво. Здраво, здраво. Ова ни е фамилијата од Богданци. Здраво. Дали ќе може да ни објасниш за бойлери? Потребен ни е бойлер затоа што за прв пат во нивната куќа ќе има купатило. 80 бойлер, 80 литри, 50 литри, 80 литри. Препорака моја ке 80 литри е бойлерите на Кончар. И па за овој може. Широка фланша има, значи заштитен е, лесно се отстранува бигорот, лесно се чисти. Бажа ми спомина дека им е потребно исто така и правосмукалка. Добро, Дали имаме во таа цена да ќе вклопиме. вклопиме Ќе вклопиме, правосмукалка? да. Може ли да Може, однесеш ајде, до повелете во делот кај тој што дел ви на се... дуќана. Да. Мој модел и мој фаворит, доста продавам во последно време, со пластичен канистер е. Регулација на јачината си има, HEPA филтер. Лесно е за одржување и за чистење, нели? Го отвараме комплетно и пластиката се може и да се измие, не е само за тресење. На акција на промоција е 3990 денари. Продолжуваме понатаму, значи зимавме бойлер, зимавме правосмукалка. Тоа ви е потребно, дечки? Тенџериња кои има. Тенџириња, Да. матинка. Миле Има. само кажува да. Има. Што можеме да вклопиме во Па во таа? 3000 можеме да вклопиме, дури и 2 тенџериња можеме да вклопиме. Ајде да видиме. Можеме Не тавче знам и тенџере, што ви тавче треба, и да, тенџере, да, ништо што може. може да се вклопи во таа цена и тоа би било супер. Бири. Ајде бирај. Одбери си ти. Ова, на пример. Добро, и некоја тавченца? Еве, новото моделче на тавченце, според мене, доста добро. И колку ќе имаме? 3000 ќе биде, тама не. Таман. Таман? Да. Може. Јас не ве пуштам дома да си одите сега. Ќе продолжиме во гостилница дома, да си направиме муабет, да видиме што се случи од последниот пат кога бевме кај вас. Нема проблем. Да ми кажете и што прават дечињата, да си се освежиме, одиме во гостилница дома. Ова е една од најдобрите гостилници во Скопје, гостилница дома. Се надевам дека ќе уживаме денеска во нашето дружење. Кажи ми, Миле, како сте? Што се случува? Дали сте добри? Дали има промени од кога дојдовме и од кога емитувавме првата емисија заедно со вас? Па има промени, почнаме со работа. Со каква работа? Со купатело да се прави. Така е, тоа е дека за прв пат вие ќе имате купатило Да. во склоп на домот. Да. Веќе нема да се оди Да. надвор, ќе се бањате во вашето купатило, нема во соба веќе бањање. Не. Тоа е Значи нешто се што праве сега, да. Па денес почките стигнаа, Така. да. Кој ги бираше плочките? Сопругата. Браво. Да, има. Кажете Браво, дали се браво. одлучиме за јадење? Главно јадење? Главно јаден бифтек. Добро. За вас? Стек полно. Добро, тоа ви е правилен избор за јадењето и ние го имаме еден од најдобрите бифтеци во Македонија. Па сега да го направим првен купателото, па после кровот. Па и собите. Кој најмногу се радува сега дека ќе има дома тоалет? Децата. Ама и вие, вас ќе ве улесни сигурно Да, многу. ама за тоа. највеќе ние заради децата. Кажете ми друго нешто, што се случуваше? Најголемата болка исто така ми беше кога слушнавме дека вашите деца никогаш во животот за роденден немаат торта. Да. Дали помина некој роденден? Дали може би собравте некоја донација за торта? Па сега вака, значи се донираше, се појави еден човек што донираше торта за детенцето, за најголемкото мшко, Ристе. Донираше торта и ние За многу- роденденот? за роденденот, да, и ние сме многу благодарни на него пошто она донираше тортата и детето е многу среќно. Што Дали имаше го торта. изненадивте со тортата Да, за роденденот или да. пак Он знаеше си што? посакаше Спајдермен да му биде тортата и таква човекот му оствари желбата, му направи торта Спајдермен. Дали имате можеби освен парични средства, дали имате можеби некоја донација од материјали за Да. тоалетот? Од Јосифово, од Алоплас, Васил Јосифово е тоа, за врати, џамове за купатело. Тоа ќе ви биде Надворешно, донација покрај да. финансиските средства. Да. Одлично, тоа ме Да, радува. тоа значи ќе биде донација. А кровот? За кровот, парични средства, материјал да се купува само. Да наздравиме за еден убав нов почеток.
затоа што сега се ќе биде полесно. Моето омилено јадење. Ти благодарам.